Не само со медицински, Штипската клиничка болница кубори и со технички персонал. Недостатокот од хигиеничари и болничари во некои оделенија е сериозен проблем. Најалармантно е на ортопедија, гинекологија и на интерното оделение. Директорот на Штипската болница Ален Георгиев бара од Министерството за финансии да даде согласност за нови 20 на вработувања, исклучиво за технички персонал. Значи, јас искрено се надевам дека ќе одговори конечно позитивно Министерот за финансии, бидејќи со некои места кои што се таму побарани да ни биде одобрено вработување, сериозни проблеми имаме. Тука пред се мислам на помош од техничкиот кадар, како што се болничари и хигиеничари, веќе на некои одели сериозен недостаток. Проблеми и ставањето во функција на дел од апаратите со кои располага болницата. Се уште не работи магнетната резонанца, па пациентите од истокот се приморани ваквите испитувања да ги прават во Скопје. До кога не се знае, зашто се чека сервисерот. Кога ќе овластениот сервисер и дистрибутер ќе го добие делот, ќе дојде ќе го монтира и ќе го ставиме во функција апаратот со магнетна резонанца. Во моментот не можам точно да кажам кога тоа ќе се случи. Во изминатиот период Штипската болница се подновува со медицински апарати и болнички кревети, но најмногу преку донации. Денеска пристигнаа 10 болнички кревети од Франција. Катастрофалните услови за работа на медицинскиот персонал и за лекување на пациентите не се тајна. Министерот за здравство Меджити при последната посета во мај рече дека поради лошите услови и тој не би се лекувал во Штипската болница.